Во последното деноноќие обилните дождови предизвикаа проблеми на повеќе локации во државата, па екипите на Центарот за управување со кризи интервенираа ширум Македонија. Во Битола се расчистуваат наноси и се зајакнуваат насипи, а поради ерозија предложено е затворање на стариот пат кон Пелистер. Во Охрид и Кичево има зголемени водостои без излевања, но се работи на критичните точки. Во Куманово, реката Пчиња накратко излезе од коритото без штета. На патот Македонски Брод Скопје преку Јасен имаше огромен одрон, па сообраќајот е делумно деблокиран и се работи на целосно обезбедување. Вице-премиерот Александар Николовски соопшти дека изградбата на автопатот Прилеп-Битола напредува со силна динамика. Тој објави видео на социјалните мрежи и порача дека проектот се реализира според планот. Според Николовски, автопатот ќе биде целосно изграден до 2028 година, нагласувајќи дека Македонија се развива и се гради со забрзано темпо. Според Државниот завод за статистика, од 2015 до 2025 година во Македонија легално се увезени над 2 милиарди и 200 милиони килограми отпад, најмногу во 2017 година и со нов пораст последните 2 години. Од електронски и батериски отпад се увезени повеќе од 46 милиони килограми, главно од соседните земји. Најголем дел од вкупната количина, речиси 2 милиарди килограми, е категоризиран како друг отпад. Екоактивисти предупредуваат на неусогласени номенклатури и слаб надзор, што овозможува ризик непосакуван отпад да влезе во државата. Евростат бележи над 800 милиони килограми отпад увезени од Европската Унија. Дополнително, активистите критикуваат дека инспекторите немаат ресурси за контрола, а царината често не одговара на барањата за информации, што го зголемува сомнежот во системот. Албанскиот парламент по 16-часовна дебата го усвои буџетот за 2025 година со 83 гласа за. Буџетот изнесува 8,8 милиарди евра со дефицит од 637 милиони. Предвидени се средства за зголемување на пензиите, рефундација на лекови и обештетување од природни катастрофи, како и намалени средства за концесии. За време на обраќањето на премиерот Еди Рама, опозицијата му го сварти грбот, на што тој одговори иронично. Рама најави повисоки плати и пензии, зголемување на минималната плата до 700 евра до 2029 година и задржување на поволните даночни режими за малите бизниси. Седницата помина со тензии, а еден опозицијски пратеник беше отстранет. Грција воведе 3 нови дигитални алатки за да ја спречи продажбата на алкохол и тутун на малолетници и поефикасно да го спроведе законот од 2024 година. Казните за прекршителите се движат од 500 до 10.000 евра, а фирмите можат привремено или трајно да ја изгубат лиценцата. Законот предвидува и строги санкции за лица што продаваат или вработуваат деца за продажба на тутун и алкохол. Новите алатки вклучуваат регистар за настани со малолетници, регистар за продавници што продаваат алкохол и тутун и апликација за сигурна проверка на возраста во продавниците и онлайн. Премиерот Мицотакис истакна дека технологијата го олеснува спроведувањето и дека Грција станува европски лидер во дигитална верификација на возраста. Нов извештај на УНИЦЕФ открива дека над 417 милиони деца ширум светот живеат во сиромаштија и се лишени од најмалку 2 основни потреби, како исхрана, санитарни услови и вода. Особено тешка е состојбата во подсахарска Африка и во Јужна Азија, каде што се концентрирани најмногу случаи на повеќекратна лишеност. Иако глобалната сиромаштија кај децата благо се намалила во последната деценија, конфликтите, климатските кризи и економските предизвици го забавуваат напредокот. Извештајот истакнува и позитивни примери, како Словенија и Италија, но предупредува дека без итни политики милиони деца ќе останат без основни права и услови за развој.
Американскиот председател Доналд Трамп соопшти на својата социјална платформа дека го потпишал законот со кој Министерството за правда е обврзано да ги објави сите досиеа поврзани со финансиерот Џефри Епштајн, осуден за сексуални злосторства. Законот беше одобрен од двата дома на Конгресот и предвидува документите, истраги, судски процеси, притвори, како и дневници и летачки планови да бидат објавени во рок од 30 дена. Исклучоци ќе има само за активни истраги или за информации кои може да ги откријат идентитетите на жртвите. Епштајн беше најден мртов во затвор во 2019 година под нејасни околности. Иако Трамп и Епштајн биле блиски во минатото, Трамп тврди дека одамна ги прекинал врските со него. Дел од политичките сојузници на Трамп веруваат дека во досиеата има потенцијално инкриминирачки информации. Индонезиските власти евакуираа над 900 жители и спасија околу 170 планинари кои беа заглавени по силната ерупција на вулканот Семеру на островот Јава. Насила останува највисокото ниво на тревога, бидејќи вулканот во еден ден еруптирал 10 пати, исфрлајќи пепел, лава и камења, што стигнували до 13 километри по падините. Планинарите поминаа една ноќ заробени во камп близу езеро, но сите се безбедни и во тек е контролирана евакуација. Снимките покажуваат огромни облаци на врел пепел, а властите потсетуваат дека последната голема ерупција во 2021 година однесе над 50 животи. Семеру е еден од 130 активни вулкани во Индонезија, земја сместена во Пацифичкиот огнен прстен. Спасувачките тимови продолжуваат да проверуваат дали има уште луѓе во опасната зона. Под влијание на циклонска активност ќе продолжи периодот на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Денес во попладневните часови и утре врнежите ќе бидат со послаб интензитет. Во петок и во деновите од викендот повторно се очекуваат пообилни врнежи од дожд, локално во форма на невреме со засилен ветер и услови за појава на грмежи. Од недела утринските и дневни температури значително ќе упаднат, информира управата за хидрометролошки работи. Според УХМР, во Скопје следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд кои во делови од котлината ќе бидат пообилни. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од јужен правец.